Промашувањето на фиксот не е карактеристика само на оние кои типуваат навивачки, туку и на играчите од тимот кои стимулирале фаворитска позиција, без да очекуваат изненадувања од аутсайдерите. Врвните прогнозери, чие место во облажувачката историја ќе биде увековечено со златни букви, го дочека и вториот понеделник, во кој им оди навистина тешко сумирањето на минатонеделната добивка. По вашите проценки ви ги имате деталите, по нашите нешто помалку. 63 пратеници. По вашите проценки победуваме со 63 пратеници. До толку ја утна. И според моите прогнози, СДСМ кој ќе ги загуби изборите, со разлика која е 10 пратеника, па повеќе. До толку ја утна. Ке се видиме во понеделник, секој ќе го каже своето. Практично загубивте 1 до 20 пратеници. Дојдов, прозборев, се посрамотив. Во слична психолошка ситуација е и шефицата која е одговорна за смејата на државна сметка. И таа признава дека навистина се претерало, па незадоволно од тоа што топлата и мека фотелја ја сменила за тврдиот и студен асфалт, по стилот на театарот со кој не раководи. Трагично ќе го изрази својот гнев од ситуацијата до која не доведува. Читувани мои, овде стојам пред вас да ви кажам на сите дека се срамам. Зошто мрзнеме овде? Доста е веќе! Дојдов, прозборев, се посрамотив. Интересно е дека дури оние што спонтано се собраа за да ја сочуваат демократијата воопшто не се сомничави околу клиентелистичкиот дух со кој обременета македонската гласачка и институционална публика, па не ни се надеваат на исход различен од очекуваниот, бидејќи и самите се свесни, ем за тоа чие е мнозинството во комисијата, ем за тоа со каква предност е тој што ги има на располагање по луѓите на власта. Ова е наша комисија. Во негово име, во името на нас сите, одлучува за една единствена партија која плаќа и преплатила гласови, па добила толку гласови. До толку ја утна. Има и такви кои што веројатно за овие 10 години ниту виделе, камоли добиле нешто, па не баре живееле на сосема друга планета. Како тазе паднати на земјата се вчудени видени од тоа што СДСМ никако да ја испушти власта од раце, па во име на сето што досега го пропуштиле, гласно ќе побараат таа конечно да ја биде предадена на опозицијата. Да го препусти владо на нас, на ВМРО. Дојдов, прозборев, се посрамотив. Во време на целосен, па дури и со изјави со транспаренти деклариран антидипломатски фронт, изгледа прилично неприкладно обидот на оние што постојано го сскаа создавањето на таков амбиент, да издвојуваат и да класификуваат јасно потенцирани противници, сакајќи да ја намалат сопствената одговорност во очите на светскиот полицаец. Е сега, да не грешам душа, амбасадата не е американска. Ајде сега да видиме на лице место. Можеа да се забележат разни транспаренти меѓу кои порака до американскиот амбасадор во Македонија Бейли со пораката Бейли тргни ги рацете од Македонија. Сепак, ниту еден маж не е доволно виновен како двете жени кои деновиве доминираат на јавната сцена и му даваат свој тон на правниот и политичкиот расплет на кризата. Кој би можел да очекува дека двете ќе ги разликува единствено презимето. Фатиме Сулеймани, Фатиме Фетај, Фатиме Сулеймани, Фатиме Фетај, Фатиме. И на крајот, секој ќе го каже своето, памтете што јас ви кажа. Се што кажа се излажа. До толку ја утна. се во животот е кратко, освен паметењето.